Гостин во Дневникот, режисерот и драматург Срген Јанакиевиќ. Добре дојдовте. Добро да најдов. Имавте поприлично жестока реакција вчера, жестока во смисло на тоа што, како видите, ова е културен геноцид, што го прави Министерството за култура. Па да, веќе гледаме дека со години ова се случува, дека таа инка за низ која протекуваат тие пари кон културата се поише и поише се стегнува за луѓе кои што имаат малце поразлично мислење. Оваа реакција сега што ја слушаме, пред се не е никаква реакција, него е една навредлива, без никакви аргументи приказка, што више не е ни више не се не обидуваат да се скријат за нешто. Зашто го кажувам ова? Например, лани, кој имаше исто некаква реакција, знам дека се најдов на како се вика тоа, на насловна страна, спомнато од истата министерка, зарем Мартин Кочовски, Јаничиевиќ и така натака се хендикепирани или така натака. Она што не беше кажано во таа година е дека буџетот за таа представа доцнеше 6 месеци до 7, тука некаде, и дека беше преполовен. Морам да кажам дека тоа беше проект кој што е дел од независната сцена, каде што е многу потешко да се сработи било што со пола од парите кои се планирани, бидејќи мораш да изнемиш просторија каде што ќе работиш, да загрееш таа просторија, платиш телефон и така натака, сценографија, да се изработи тоа и така натака. Значи, како да кажам, тука трошоците се енормно повисоки него кога си во театар, каде што веќе тоа ти е, како да кажам, покриено од старт. Овдека се многу поголеми трошоците, а добиваш дупло помал буџет. При тоа го доцнат, за да може, евентуално, ако може и да се откажеш. Значи, тоа се низа на трикови финти како да по пат тебе те сопнат. Сега гледаме дека веќе не се не обидуваат да глумат. Него директно. Да, директно, не се не обидуваат да бидат, да покажат дека има некаква правичност или фер, или не знам, според закон, или више, не знам како кажува, според некои пропозиции. Ако е веќе така, например, секоја година го пишува и оваа нормално, дека, што е исто нормално, да фокус ќе биде ставен на македонската драматургија, на македонските автори и така натака. Гледаме енормно голем број на странски режисери, што е од една страна може би и во ред, меѓутоа кога се толку многу веќе станува чудно. И гледаме, значи, од некои 70 проекти, рецимо, колку што можам да видам дека ги има вкупно, мислам дека има околу 4 македонски автори. Од кои само една преизведба. Па сега чувајте го муабетот, бидејќи ќе го продолжиме кон крајот на Дневникот, не сакајќи да алудирам на ништо, но ќе побарам еден коментар. Ова е вест која што ми пристигна денеска. Имено јужнокорејското обвинителство ги уапсило министерката за култура на земјата и поранешниот шеф на кабинетот на отповиканата претседателка на државата под обвинение дека правеле списоци со уметници кои имаат критички ставови кон владата. Не. Знаеш како, Јужна Кореја, знаеме, многу чувствителна, мислам по тоа што сме виделе, слушали така натака кон корупција. И тоа е сосем легитимен однос, значи ти ако даваш пари на само одредени луѓе, кој ти е одговора дека нема да добиеш дел од парите назад? Значи не е само, како што би се рекло, ова културен геноцид од прашање. Може да биде нешто повеќе, нешто што е по-директно. Значи, они се затвориле некоја од идеолошки причини, што дури во време на комунизам, па дури и во најстрашните комунизми зборуваме, значи, као Чешка, например, со Вацлав Хавел, како Русија и така натака, Советскиот сојуз и така натака, па и Југославија или како сакаме, оние што биле на граница како дисиденти прогласувани, сепак имале простор каде да го реализираат својата мисла и така натака. Деновиве, нормално е, сакам да кажам дека е нормално да има стално реакции кон, и секоја година има реакции кон уназад, многу години кон ставот на Министерството на таа тема, меѓутоа овој пат тоа предизвика стварно поголема, побурна реакција и кога ќе го видиме списокот, каде што, како што кажав, има некои што ги знаеме, има некои странци и така натака, меѓутоа има и некои имиња кои што ти да ги изгуглаш нема да ги најдеш. Уште малку околу ова. Имате околу парите, проектите кои што се предвидени согласно програмата на Министерството за култура, секоја година се крева джева. Имаме отприлика за колкав фонд станува збор, сега знам дека тоа како се делат, нели, прва класа, втора класа,
Па, искрено да бидам, не знам. Мислам, стварно, не е ни моја работа, не е ни, мислам, не сум сметководител на Министерството, Така, да знам. вие аплициравте? Да, јас аплицирав со 2 проекти, затоа на почетокот на разговорот зборев за тој дел кај што треба да се посвети посебно внимание кон македонската драматургија, барем според ставовите и на Министерството, и би требало било логичко, нормално. И аплицирав со 2 проекти од македонски автори. Едниот е од Горијан Милошевски, млад драмски автор, кој што е сериозно битен, мислам дека топрва ќе го видиме неговото време и така натака. Темата беше прилично жестока и еколошка, што во моменти кога секој трет не умира од загаденост, во моментов нормално е дека е жестока и битна во моментов да се случи во театар. Другиот текст беше Празен град на Дејан Дуковски. Тој беше понуден во театарот Тето за македонската сцена. Меѓутоа, пошто веќе е преведен на албански, предложив да направиме 2 представи. Една македонска, една албанска. Само со друга подел, со албанска и со македонска. Така да се резистиот буџет би добиле 2 представи. Очигледно ништо не е важно, не е ни битно кој режира, не е ни кој авторот, очигледно се други игри во прашање. Јанкевич, морам да прашам. Постојано добиваат се едни исти секоја година, бидејќи вие во еден дел од разговорот понапред што го водевме, ќе видите луѓе за кои што ние не ни знаеме иако сме во таа наша фела. Па добро, сега не е можда коректно да зборам за своји колеги, меѓутоа да, сум приметил дека некои колеги добиваат редовно по 2 представи годишно, а некои не добива ни една, например. Ја едно време добивав долго, мислам некои 2-3 години поред, да речеме, добивав представи, меѓутоа само детски. Никогаш не добив представа за возрастни, например, аз сум конкурирал. Потоа престана воопшто да ми дозволува да режирам. Мислам, последните 2 години ја не сум режирал. Така да, како да ви кажам, мислам, тоа е очигледно една одлука да се тргнат сите луѓе кои што најверојатно они сметаат дека не мислат како нив. Добро, возможно е да постои таква листа на луѓе кои што добиваат и луѓе кои што не добиваат. Овој ја критикува актуелната власт, не критикува нас, нема да ништо пари. Без разлика дали станува збор за добар проект или лош проект. Да, апсолутно. Мислам, кога гледаме што се случува во општеството и во државата, зашто па тоа би ни изненадило. Тоа е најверојатно последната работа која што треба да ни изненади. Меѓутоа, во цела оваа приказка, ја например за вчерашниот прилог бев малце да речеме не мислам дека беше точниот збор употребен кога се спомна колачот. Искрен да бидам. Мислам дека за некаде станува збор за колачи, а некаде станува збор за суфлеп. Ја пак не сакам да зборам за себе, меѓутоа знам колеги, да, за трошки. Меѓутоа сакам да кажам дека станува збор за некои колеги кои што се влијателни, кои што направиле феноменални представи, одлични представи, признаени представи, со добиени награди и така натака, да добијат буџет, односно на крајот на случајот да кажеме хонорар, кој ќе го поделиш на 12 месеци, само тоа им е нив работата. Една представа треба да направат, кој ќе го поделиш на 12 месеци, испаѓа не малце повише од најниската плата. И сега, како да ви кажам, мислам, сепак е тоа работа, мислам, на крајот на денот имам околу 47 испити положено на тој факултет. Не е несериозно и мора да се знае дека тој дел од работата е многу битен и важен за да знаеме кај сме и кој сме, па на крајот на денот за нашиот идентитет и што правиме. А кој цени тамо во Министерство за култура? Тоа е секогаш некоја комисија која никој не ја знае, најверојатно. Не знам што да кажам. Не, за да знаеме дали е стручна комисија, дали е стручна, дали е од вашата фела или се луѓе... Значи, ја не ја знам, пошто пак ќе кажам, тоа ните моја работа, нити има поента ја тоа да го гледам. Во принцип ти начално одиш во театарот, се договараш со директорот го носи проектот и после тоа одлучува комисијата. Што исто мислам дека е малце чудна постапка, не знам зашто треба да се контролира тоа што ќе реши директорот, бидејќи тој и онака е назначен. Така. Значи ти ако му се мешаш во неговата работа, малце веќе проблематично. И онда више ти напред знаеш дали имаш приказка или немаш приказка. Сега ово е како пренесување на одговорности, така секој може да си ги испере рацете за да немаш устари никогаш да кажеш да лоцираш кривицата, односно одговорноста за тоа кој го направил. И затоа си тие соопштенија такви бегли, навредливи понекогаш и така натака.
може би има некои соопштение веројатно и за вас дека не е културен геноцид како вие видите. Ние Јанакиевичи глобално и локално некако живее веćinom во општество со дерогирани морални вредности и тоа е фрапантно и поразително, особено во вашата фела која што треба да биде авангарда практично, носител на нешто што треба да ја носи Македонија напред. Па да, затоа толку и го повторувам тоа, еднаш кажа веќе дека театарот го гледам како морален храм, како храм на моралот, каде што моралот и етиката и така натака се преиспитуваат. Не се соли памет, не се држи проповед и така натака, што многу често го гледам од театар, за жал. Јас сметам дека театарот треба да воспитува, да издигне свеста и затоа мислам дека е многу битно тие луѓе што веќе имаат некакво влијание и кои што прават добри представи, кои што имаат добра на крајот на денот и порака или поставуваат конкретни прашања за тоа кои сме, како живееме и што правиме, дека тие луѓе не сме да бидат тргнати од таа сцена, затоа што од тоа не зависи нас духот на ова време. Заради тоа што духот на ова време е сведен на ова што го видовме и што го знаеме и што го слушаме и што го гледаме секој ден како што живееме, заради тоа и може ваков безобразлук да се случува од друга страна. Ние поразително е што заборавивме веќе што е срам. Ако прво сме одели на представи и каде што слушаме пораки со кои што актерот може би во своја некоја слободна интерпретација и ќе испрати некоја критика кон општеството, денеска се тотално се знае кој ќе биде на сцената, кој што ќе каже, значи немаш простор никаква не за за слободна импровизација како текстот го дозволува тоа. Па и да си поиграш малку. Па види се тоа толку за тоа зборам, знаеш, за да имаш срам треба да имаш и најверојатно некакви морални вертикали, кои што со деценија више и поише можда, меѓутоа со деценија интензивно се рушат. Така да станува збор за стануваме едно социопатско општество. Едно општество во кое срам не постои. Не постои образ кон нештото, значи потполно нема потреба да се одговори на вистината, потполно нема потреба од вистината за многу од луѓето и тоа боли нормално. Така да не е нелогично ова што го гледаме и што го слушаме. Гледаме представи кои што ништо не значат и на никого не му значат, понекад не се ни играат. Мислам ќе се одиграат еднаш или два пати. Да, но еве ако сакате на кратки стази тоа ќе даде генерации кои што нема да знаат каде се наоѓаат. Па не зборувам за Ателие 212, па да отидеш во Белград, па да отидеш во Хрватска, па да види, не дека и таму нема. Но таму чинам дека не се толку поделени луѓето од вашата фела, и режисери, и драматурзи, и актери. Па значи поделбата што ја гледаме не е поделба само на не е само во оваа бранша, сакам да кажам. Так, насекаде. Насекаде. Таа поделба не е сигурно кривица на тој што е условно кажано маргинализиран или тргнат на страна или нема е дозволено да работи. Мислам, тој не може да направи поделбата, тој нема силата. Значи може да направи поделбата некој што може тоа да го прави. Како и да е, во секој случај нашата работа, мислам, ја слушнав многу коментари на темава зошто воопшто реагираме, ама по друга страна што да премолчиме. Мислам, колку чини денес достоинството на уметникот кај вас, едно директорско место? Не можам, мислам, ја не го знам тој. Еднаш кажав, многу ми е лесна ситуацијата, никогаш не сум почувствувал таа фаустовска дилема, зашто мислам дека мене никој не ме купи. Едноставно не можам да го знам тој контекст на како колку чини душата твоја. Мислам, едноставно не ми е дека има вредност. Не, мислам, очигледно дека за некој го има, меѓутоа како ти кажам, прашањето е, стално го кажам, го споредам со фигурите на шах. Кралицата на пример е духот и она може да лета кај сака, може да ти го земат на душата. А кралот е дух, он може само по едно поле да иде, ама не може да ти го земат. И сега како да ти кажам, мислам, ако биде паметна кралицата, нема да биде земена, мислам, ако е добар играчот. Од тие причини мислам дека не може да ти го земат
тој дел од тебе, осим ако не сакаш да го ставиш на продажба. Возможно е доволку политички да сме поделени и разделени. Па добро, не гледаме, не е прашањето за поделбата само кај нас. Прилогот пред 2 минути го видовме како беше. Проблемот е што дозволивме да оние кои што порано, например, не смеа да го кажат гласно тоа што го мислат, пошто не е коректно, пошто не е исправно, пошто сите знаевме што е долната граница на пристојност за било која тема, денеска си го дозволуваат, си го земаат тоа право, а ние им го отпуштивме тој простор, им го дававме како бранет простор во име на некоја култура, финочја или не знам, друга политичка коректност, whatever, како сакате можеме да кажеме. Кај нас има збор одговорност, срам, поред, но за одговорност да не ни зборуваме. На се што видовме и што се изнаслуша. Да, тоа е, мислам се, ние ако почнеме да го отваряме тој термин за одговорност, мислам дека можеме да го избришеме од речник комплетно во оваква ситуација. Меѓутоа мораме да се збориме за минимумот на бар за срамот да збориме. Мислам не можеме да се склониме од тука сме. Прашањето е само како да се избориме и да сме поделени. Видете, значи кога више зборуваме за одговорност, мораме пред се да видиме и нашата одговорност. Може да сме и ние недоволно одговорни или малце неодговорни или малце повеќе неодговорни, што наместо да се фокусираме кон правиот проблем, поготоа мислам дека еднаш кажав на некоја место дека ние македонците не сме најавтодеструктивна, него автодестрактивна. Значи, нас доволно е да ни фрлиш, не знам, да ја видиме ташничката на некого и одма забораваме за генералниот проблем. А не, да не зборуваме за поголеми и полоши ситуации. Доволно е да видиме како некој се прошетал погрешка на некоја место и ние го забораваме цело зло кое што ни се случува. Од една страна ние секој од нас треба да размислува различно, меѓутоа кога имаш голем проблем пред себе, мора да се обединиш и мора да се фокусираш за да го надминеш тоа. Премногу омраза видов и од едната и од другата страна не ме чуди, оти она е базирана незе, она живее на одмразата. Меѓутоа на оваа страна не смее да постои тоа, напротив, баш заради тоа што треба да се направи една база на која што треба да се постават вистинските темели, која зборуваме за вистина, за одговорност, за конечно и за правда. Конечно и за правда, да. Пошто без тоа вести често гледате? Па не гледам воопшто. Груевски Ахмети следите што како докаде сме, веројатно тоа мора да следите. Па не, добро, информиран сум, не е дека не сум информиран, не гледам толку, меѓутоа сум информиран и тоа добро сум информиран. Мислите дека ќе останат заедно или? Знаете како, у целата таа приказка, мислам, ние не можеме да го заборавиме вториот дел од приказката. Значи, Груевски ќе отргнеме на страна, а ќе го земеме само Ахмети. Ахмети до сега не покажа ни еднаш дека има интерес за било што да направи. Значи, како да ви кажам, стално, ја пошто имам многу пријатели албанци и така натака, стално сум се чудел како може еден таков човек да биде нивен главен човек, да речеме, у таа приказка, онда ми текна Неве Роџан, например, и викам, па да, може да и може. Меѓутоа не можам да разберам како во истата таа партија знам исто така многу паметни луѓе, многу и влијателни и конечно попаметни, така на крајот на денот. Како они не можат да го земат просторот кој што е нивен и кој што мора да го земат за да се склони целата таа приказка, затоа што тоа ќе пропадне како кула од карти. Сосема за крај. Последно е силен штркот во МН-та, оно што е ваше чедо, ако можам така да кажам. Подготвувате нешто ново? Да, тоа не, сега не можам да подготвувам ништо ново, пошто се шегам, не. Да, тоа е представа која што направив негде, ми се чини октомври, крај на октомври беше, да. До сега е одиграно околу 17 пати, 18 ми се чини, односно без премиерата, значи околу 20 на пати има. Да, и е полна салата. Тоа е многу убаво. Морам да напоменам дека тоа е проект кој што сакаше МН-та сам да го избутка. Значи не е со пари од министерството, не е во никаква програма, не е во никаква култура, да. Можете да праќате пораки на прекусцената. Па не, и да беше платено, не беше платено, тоа е сеедно. Сакам да го кажам другиот мој дека е направено со безсмислено малце пари. А продуктот го гледаме дека
е многу збарен според тоа колку публика има и според реакциите дека е одличен. Муабетот беше во 2017, веројатно можеме да очекуваме и нешто друго, силен штркот, но можеби тоа не се открива. Па добро, малце треба да се присоверам од целата оваа приказка дека ќе морам да најдам некој друг начин да го изразам својот креативен момент без гнев, не е небитно. Затоа што секогаш кога правиш представа не мислам имаш некој длабок порив така. Меѓутоа многу е тешко тоа да го направиш кога знаеш дека секој простор е окупиран. Знаеш, многу луѓе имаат обичај да кажат дека може и приватно да се прави така натака, меѓутоа сега секој простор е окупиран, буквално. Значи не можеш да направиш представа која што ќе биде на плоштад, затоа што може одма да ти избркат од плоштад, но не можеш да направиш представа во било кој у кафиче ако правиш може да дојде инспекција да го затвори кафичот. И така натака. Сакам да кажам дека просторот за борба е многу ограничен. Така. Благодарам што бевте дел од дневникот на 24 вести.